Добар ден, ја следите веб емисијата на Час на Радио МОВ. Овој пат се фокусираме на прашањето што по завршувањето на средното образование и колку е тешко да се одбери едната професија. Со нас дискутираат Катерина Иванова, матурантка од Средното училиште Георги Димитров во Скопје и психологот Ана Попризова од гимназијата Орце Николов. Бидејќи крајот на оваа учебна година се наближува, ќе започнеме со Иванова. Вие сте веќе матурантка, за кратко ќе завршат вашите средношколски денови. Што планирате понатаму? Понатаму се одлучив за правниот факултет на Универзитетот Кирил и Методи. Која е причината? Мислам, како дојде до идејата токму на тој факултет? Имав повеќе замисли пред да се одлучам конкретно. Првата ми беше меѓународни односи, но се подлучив на крај за правен факултет и потоа да се доустручам во тоа поле. Ми помогна многу во целиот процес тоа што правниот факултет презентираше во мојот училиште агенда во нивниот факултет како се движат сите работи кај нив. Исто така кариерното насочување што го правя во самата педагошка служба во училиштето. Исто така беше склоп од многу мои интереси кои сум ги имала низ целото мое средно образование и мислам дека е многу добра опција за мене лично. Ако може да ни опишеш како изгледа едно кариерно советување, мислам, што научи од тоа, како ти помогна, на кој начин, тебе лично? Кариерното насочување почнува со тоа што ние самите се пријавуваме за тоа дали сакаме или не сакаме да бидеме кариерно насочени. Се прави еден список, ни праќаат на мејл линк кој содржи стотина прашања можеби, кои се од секаква природа. По некоја време не викаат во службата каде што ни ги читаат тие резултати. И понатаму ни ги објаснуваат нашите опции кои се, каде би можеле, што би можеле да правиме со тие дадени резултати и дали тие се поклопуваат со нашите амбиции. Со вас работи психологот од вашето училиште? Да. Колку таа има познавање, пример за интересите, односно за темите што вас се интересираат со конкретната професија? Колку е информиран? Од моето искуство, нашиот психолог беше доста информирана во полето на што на секој ученик му се допаѓа, барам од некоја глобала. Секогаш пројавувала интерес за околу тоа што се нашите интереси. И тоа ни помогна во голема мера и во самото кариерно насочување покрај тој стандардизиран тест. Во нашава држава имаме околу 200 просветни работници кои што се претходно обучени да работат со самите ученици во однос на тоа да им кажуваат корисни совети, меѓутоа информации во однос на тоа на каде да се насочат во иднина. Едно од нив сте и вие. Можете да ни кажете ваше искуство, колку има интерес меѓу учениците и можеби што согледувате вие кога разговарате со нив? Колку тие темално едноставно се заинтересирани? Значи, јас бев во таа група од наставници и стручни соработници, значи по делот психолози, кои што бевме вклучени во проектот на УНИЦЕФ, на USAID, да, за остручнување за кариерно советување. И значи наставниците во најголем дел помина една обука, поминавме заедно, а потоа психолозите помина уште една обука за користење на овие стандардизирани тестови кои што практично можат да ги користат само психолози обучени, бидејќи тој инструмент е развиен од страна на наши професори од Институтот за психологија. И моето искуство, не знам сега со години, сигурно 4 години го работиме ова во нашата школа, е многу позитивно. Значи има голем интерес кај учениците, да не речам дека скоро цела генерација матуранти се заинтересирани да поминат ваков тип на кариерно советување. Значи лани имавме 214 ученици, а имаме 250 во генерација. Така да бројката е голема. Имам колешка со која што работиме заедно во центарот. И сега кај нас
Она што мислам дека е многу значајно, дека кариерното советување ние сега со овој кадровски потенцијал успеваме во 4-та година да го да кажеме спроведуваме. И тоа е само еден дел од нашите работни задачи. Би било многу добро кога би можело на крај на 2-та година да го започнеме процесот, бидејќи веќе во 3-та година учениците бираат подрачи. И тогаш може би исто така, нели, тука би требало да биде првиот чекор, кај што ние би го започнале процесот кој што би траел 2 години. И тогаш веќе можеме да зборуваме за еден посериозен пристап. Процесот подразбира, значи како ние го работиме со колешката, еве ученичката сподели, значи освен овие тестови што им ги задаваме електронски, јас во неколку сесии работам со учениците, значи најпрвим да си ги освестат силните слабите страни, за да дојдеме до тоа во кој дел им треба повеќе поддршка, во кој дел им треба повеќе развивање на некои вештини, потоа интересите нивни и на крајот овие тестови. Добро е кај тестовите што не се тестови кои што наведуваат на неколку избори, туку се многу широко дадени, значи не ограничуваат во изборот, туку даваат широка лепеза на можности. Што за мене е многу добар пристап, заради тоа што денес професиите не се така еднонасочни како што беа порано, да кажам. Сега повеќе се почитува, се бара интердисциплинарност, лесно, брзо флуктуирање од едни вештини во други и мислам дека тоа е добар пристап и е прифатлив за учениците. Спомнавте дека со вашата колешка работите со над 200 ученици. Дали сметате дека може би е потребно поголем кадар, повеќе луѓе да бидат вклучени во овој процес, да се постигне? Да, дефинитивно, значи тоа е фактички работа за едно работно место. Ако би се започнало од крајот на 2-та година, па да се оди во текот на тие 2 години, кај што нели ние нудиме можности да имаме сесии со родителите, да тоа не биде само со учениците пополнуваат нивните родители, се запознаени за процесот, меѓутоа некогаш и родителите сакаат да дојдат да поразговараат, па да поразговараме сите заедно, затоа што тоа е во крајна линија и процес на советување. Дефинитивно треба многу повеќе кадар и треба многу посериозен пристап. Значи, проектот беше супер, обуките ги поминаа многу наставници, меѓутоа како да не се обезбеди одржливост во самите училишта. Ова е повеќе оставено на ентузијазам, на проценка на службите, на наставниците, колку е значаен процесот. Бидејќи колешката исто што работи, она има полн фонд на часови и ова се некои активности кои што излегуваат од редовната настава. Иванова, колку вашите родители дома ја почитуваат идејата за... На почеток искрено беа малку скептични околу мојот избор, поради тоа што они имаат сосема други професии и околу општествените науки општо беа поскептични. Но подоцна разбра дека сепак тоа е мој личен избор и дека не сум го избрала туку така, дека ми е основан и се помирија со тоа и почнаа да ме поддржуваат максимално. Баш да башам за улогата на родителите, како што спомнавте, претпоставам ти имаат огромен удел во изборот на професиите кај некои од учениците. Видете, родителите не можеме да ги тргнеме на страна во процесот на кариерно советување. Јасно е дека секој ученик е на некој начин исправени пред очекувањата од семејството, од родителите, од бабите, од дедовците. Тоа е цел еден сет на семејно наследство што тие си го носат, меѓутоа колку е наследство, толку е и притисок за некои ученици, посебно во нашево општество, каде што изборот на професии е прилично одговорна работа, бара многу, да кажеме, и информираност, меѓутоа и свесност дека опциите за вработување не се баш достапни за сите и за сите професии подеднакво.
така да не им е лесно на учениците денес. Она што јас секогаш го советувам, паѓајќи од моето лично искуство, е да се охрабрат учениците, да застанат за својот избор, за тоа во што веруваат дека можат да бидат успешни, тоа што се нивни интереси, бидејќи професијата е половина од нашиот живот. Ако гледаме во едно 24 часовно деноноќие, ние, ајде да не речам, 1/3 од времето сме во некаков наш професионален ангажман, и доколку не исполнува, доколку не се чувствуваме добро во врска со тоа што го работиме, навистина може да биде извор и на стрес и на, не знам, посериозни, да кажеме, сега да не психологизираме, ма посериозни ментални состојби. Вие, Иванова, колку сте запознаени, пример, со предизвиците што ги носи професијата за која што сте се одлучиле и можеби за можностите што ги има на пазарот на трудот? Со тоа најмногу се запознав искрено преку тие презентации кои ги имаше правниот факултет кај нас во Ѓорѓе. Ме изненади колку беа тие реални. Дека воопшто не го представува својот факултет, било кој од факултетите кои беа дојдени на презентација, како дека е најдобар. Секогаш ги кажува и добрите и лошите страни на секој од факултетите. И правниот конкретно насочи дека таа професија дури можеби е презаситена кај нас, но дека ако се избера правилниот смер за доустручување за магистерските студии, може да биде многу добра можност за понатаму. И ни посочија точно кои смерови се побарани на пазарот на трудот, кои се помалку барани, и убаво ни објаснија како би одел целиот наш факултетски живот, кои предмети би ги имала, колку време би имале слободно, колку би одела на предавања и слично. Ово го прашувам бидејќи сепак главната цел на кариерните центри за советувањето е всушност да се намали младинската невработеност. И сега после сите овие години, дали сметате дека се направи некаков исчекор во однос на ова прашање? Дали некако кариерните центри навистина може да помогнат вака како што функционира? Видете, она ја што гледам дека е промена е прво било каква активност на ова поле. Претходно со години немаше активност на поле на кариерно советување, тоа одеше инцидентно или кој како ќе си се снајде. А сега веќе во школото, зборувам за средно образование, има еден системски пристап. Нашиот кариерен центар, освен што работи на дел на кариерно советување, работиме и на дел на кариерно информирање, што значи на почеток на учебната година се формира тим на волонтери, ученици. Тие подготвуваат своји презентации, на крајот изработуваат плакат и оваа година одеат во училиштата основни, каде што завршиле, значи кај што го завршиле основното образование, и држа презентации на теми кои што се интересни и прифатливи за 9 оделенците, и на тој начин ја промовира и работата на училиштето. Значи тука се работи со волонтерите уште од почеток на една учебна година, па се вежбаат презентерски вештини, па се оди оној контакт, комуникација со другите, со основните училишта, се изработува плакат, се прави подготовка, значи секој ученик волонтер треба добро да ги знае условите за упис, колку ученици, каков вид на паралелки, што е на некој начин и развивање на личните вештини за понатаму, да можат тие ученици некако ќе имаат некакво првично искуство. Потоа, овој дел што го кажа и ученичката, значи организираме голем број на презентации на факултети. Оваа година во нашето училиште се одржани над 40 презентации од различни универзитети од Македонија и од странство, бидејќи имаме соработи и со странски универзитети, и некако ова кариерно советување е завршена фаза, да кажеме. Минатата недела се одржа отворен ден во училиштето, значи кој што го посетија над 300 ученици и родители, и волонтерите беа распоредени да практично го представуваат училиштето, техничките можности, просторните услови, така да тоа е еден цел процес
кој што сметам дека придонесува најпрви за подигнување на свесноста дека не можеме инцидентно да пристапиме кон ова прашање, туку дека треба системски да се работи и понатаму. Јас би прашала уште кај нас запишувањето на факултет некако стана норм. Значи по завршувањето на средно образование некако мора некако се чувствуваат учениците дека да продолжат на факултет. Додека во странство имаме случаи каде што учениците некогаш решаваат една година нели да одморат од образование и да размислат навистина што сакаат, дали навистина сакаат да продолжат. Според тебе како го гледаш ти го? Според мене, мислам дека тоа е уште за нас малца идеал. Со тоа што доколку било кој од нас од Македонија каже дома дека би сакал да паузира една година, мислам дека би се соочил со една бура на дали си ти нормален и зошто би го правил тоа и зошто си го губиш времето и слично. И мислам дека дури не веќе ни млади, тоест не веќе сега се повеќе се охрабруваат кон таа идеја, но од друга страна тие што сакаат да го направат тоа не го прават, само се запишуваат некаде каде што не би сакале да бидат и не успеваат да го завршат тој факултет. И мислам дека стварно треба да се работи на таа свест да се подигне дека не мора се одеднаш да се заврши. Ви од психолошки се така. Јас само ќе кажам дека ние како општество сме се уште затворени и притисокот врз средношколците е многу голем во однос на тоа да се одбере некаква професија, што значи еден притисок и не им се дава простор на младите да преземат одговорност за себе и за своите избори. Полесно им е на родителите да се залажуваат, моето дете е запишано на некој факултет, отколку да бидат тука за децата, за младите, да ги поддржат во нивните избори, па какви и да се. Понекогаш е подобро да се паузира, да се на некој начин истражува и да се спознае најпрви кои се моите потреби, што сакам да работам, што мислам дека или во што сум добар, па потоа да се пристапи кон избор на факултет. И ова што го спомнавте е навистина многу реално. Голем дел од нив се запишуваат колку ради да се запишат, па после менуваат, што апсолутно не мислам дека е лошо, туку го охрабрувам, затоа што значи дека процесот на зреење се случува и во крајна линија ништо не е конечно и секогаш можеме да избереме нешто ново и поинакво за себе. Стигнавме до крајот, јас се благодарам што учествувавте во дискусијата и се заблагодарувам на тие што не следевте. Останете со содржините на Радио МОВ и останете, читајте не, гледате не и слушајте не.